Почитувани, добар ден, ја следите анализата на телевизија 24. Долго најавуваниот есенски бран на корона пандемијата се чини дека дојде. Рече се секој ден имаме троцифрен број на заразени пациенти, 4, 5, 6, 7 починати пациенти секој ден, тоа не стана веќе и секојдневие. Сега се наметнува прашањето повторно како државата се справува со корона пандемијата. Дали одговорот на здравствените власти е соодветен, дали е добра стратегијата, дали делува и пред се главното прашање зошто имаме толку голема смртност. Вечерва во студиото имаме двајца доктори. Тоа се доктор Арбен Таравари и доктор Злате Мехмедовиќ. Добра вечер. Добро вечер. Доктор Таравари е исто така моментално е градоначалник на Гостивар, тоа е сосема познато, генерален секретар на Алијансата на албанците. Доктор Злате Мехмедовиќ, екс-директор на Здравствениот дом Скопје, член на Здравствената комисија на СДСМ. Добра вечер, господа. Одеме прво со истово прашање. Господине Таравари, гледаме дека тој долго најавуван есенски бран дојде, но малку ми се чини не шокира бројките на ново заразени кои дојдоа до 400 дневно. Не знам дали некој очекуваше толку многу. Смртноста константно се држи горе, не паѓа. Како вие сега би дали една генерална оценка како се справуваме со пандемијата? Добро, јас се зборам повеќе од политички аспект, бидејќи иако сум лекар, ја не сум ниту епидемиолог, ниту вирусолог, ниту микробиолог, ниту инфектолог. Ќе зборам од аспект на менаџирање на сета оваа криза. Ние нормално добиваме информации, имаме пријатели, се консултираме, па и читаме што се случува во Македонија и во регионот, па и во Европа, па и во светот. Искрено, бројките 400 зависи колку ќе тестирате. Ако тестирате 2000 луѓе, не е многу, 20 пат не е многу, тоа е многу, претерано е. Меѓутоа, бројката, највисоката бројка, ако ви се верува, беше процентот, највисок процент беше не вчера, завчера, 177 кога беа, од вкупно 677 тестирани, стигна процентот 22,75% од тестираните беа позитивни, што е искрено превисока бројка, значи стабилен процент е кога процентот е некаде 5, 6, 7 или под 5, веќе велиме дека ситуацијата е стабилизирана. Во Македонија, за жал, процентот на позитивни од COVID-19 секојдневно расте. Да не збориме за морталитетот. Некои викаат па апсолутни цифри, вие кажувате. Не збориме за апсолутни цифри, да збориме за починати на милион жители. Македонија е апсолутен шампион во регионот, значи ние сме први со околу 400 веќе на милион жители. После нас е Косово некаде 320-30, после е Босна некаде 200, многу помалку од нас. И да не збориме Хрватска, Грција, Србија, сите да ги соберете заедно, доаѓа колку Македонија и зошто е бројката толку висока, ќе збориме можеби подоцна. Ги имаме тие цифри. Јас консултирав и зборев со одредени професионалци кои што работат со инфектологија и со епидемиолози и понатаму ќе збориме. Меѓутоа процентите се искрено можеби највисоки на милион жители во однос на сите држави во нашето соседство, иако зголемување на бројот, да и бидеме искрени, има во сите држави. Значи, есенскиот бран веќе започнува, не само во Македонија, туку во сите држави, и тоа беше очекувано, нели? Сите очекувавме дека кога ќе почнат малце температурите да паднат, ќе почне и да расте бројот. Иако тука влијаат и отварањето на градинките, отварањето на училиштата, изборите и кампањата беше тригер што почна покачување на бројките и тоа само продолжи и ќе продолжува наредните денови, месеци. Семените, прослави, рестораните. Апсолутно, и тоа и свадбите и така и рестораните нека работат, меѓутоа дали се придржуваат на протоколите не знам точно, меѓутоа треба да се придржуваат. Јас сум против тоа да се размислува и да се затворат, бидејќи тоа ќе биде економска катастрофа. Ние видовме што се случи тие 2-3 месеци кога не работеа рестораните, кафетериите. Мора да се работи, меѓутоа мора да се придржуваат на протоколите и навистина жалам што веќе е 7 месец од пандемијата, владата од почетокот
мислам тука повеќе на Комисијата за заразни болести, немаше стратегија, нема протоколи за како да се третираат адекватно пациентите со корона 2 вирус. За жал, ако одите во инфективна клиника и побарате, дајте ми протокол, конкретно секој пациент кој што ќе дојде, дали имате протокол како треба да се третира, за жал се уште нема. Понатаму ќе збориме кај беа грешките од почетокот и зошто стигнавме до овие бројки. Да, ова е интересно, затоа тоа е една од главните теми во емисијата, доктор Мехмедовиќ, каде што заврши господинот Таравари. Тука за вас продолжуваме оно што го кажа господинот Таравари. Жал му е што државата немала добра стратегија за справување со пандемијата. Од друга страна, министерот за здравство Филипче вели дека државата има стратегија, дека добро се справуваме и дека состојбата, тој вели дека има зголемување, дека има есенски бран, се е тоа во ред, но вели состојбата е стабилна. Како вие би оцениле состојбата? Гледано низ призмата на стабилност на здравствениот систем, можеме да кажеме дека состојбата ќе биде стабилна во оној момент, до оној момент додека нема да имаме пациенти кои што нема да можат да добијат здравствена услуга, а ќе бидат заболени со COVID-19. Се додека имаме слободни болнички кревети кои што ќе можат да ги прифатат сите оние кои што имаат потреба од медицински третман, можеме да кажеме дека имаме релативно, не апсолутно стабилна состојба. Стабилната состојба подразбира секако и намалување на овие бројки на ново заразени кои што секојдневно ги броиме. И по однос на она што го спомнавте, а во врска со стратегијата која што треба да биде изготвена, треба да ни биде јасно дека стратегијата представува документ кој што треба да има некоја пишана форма. И во таа пишана форма треба да бидат поставени одредени цели кои што треба да бидат реализирани. За волја на вистината, ние таква стратегија стварно во однос на тоа како треба да се справуваме со оваа пандемија немаме. Меѓутоа, проблемот во однос на тоа зошто не е креирана стратегија, ја го гледам на малку повисоко ниво. Имено, постои еден закон за јавно здравје, во кој што точно е дефинирано начинот на креирање стратегија во однос на заштита и превенцијата на јавното здравје и унапредувањето на јавното здравје. А тоа е формирање на Национален совет за јавно здравје, кој што ќе биде составен од членови представници на повеќе министерства, и тоа е уредено со закон, тоа е влезено во законот за јавно здравје. Ние таков Национален совет за јавно здравје се уште немаме, кој што ќе пропише некој вид на документ во форма на некоја стратегија за тоа како ќе треба да се одвива процесот на контролирање на пандемијата па и во изминатиот, па и во наредниот период. Комисијата за заразни болести не е пандан некаков на тој совет сега во моментот? Значи нема пандан на нешто што би е пропишано со закон. Во законот би е пропишано дека постои Национален совет за јавно здравје, кој што има своји ингеренции во насока на напредување на јавното здравје преку давање на совети на соодветните ресорни министерства кои што го креираат тој Национален совет. А тоа се Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за локална самоуправа, Министерството за екологија, Министерството за транспорт и врски. Значи во него има 14 члена во тој Национален совет, уредено со закон, во кој што председател е министерот за здравство, и тој Национален совет, кажавме дека дава идеи, препораки, совети, начини на действување, кои што понатаму се предлагаат до влада, до ресорните министерства за понатамошно извршување во форма на совети. Значи, до сега ние имавме Комисијата за заразни болести, која што беше од стручен аспект, да кажеме, советодавно тело на министерот, и чии што препораки беа практикувани да се проследуваат на влада со цел да може да се носат соодветни решенија. Меѓутоа, вистинската двостепена контрола на системот ќе ја имаме кога ќе го ставиме во функција и Националниот совет за јавно здравје. Затоа што носењето на одлуки само од здравствен аспект, а не од аспектот кој што треба да се согледа и оној кој што го имаат представниците од Министерството за труд и социјална политика или од Министерството за екологија или локална самоуправа, ќе биде многу еднонасочен, многу затворен концепт. Отварањето на концептот, опфаќањето на сите аспекти од животниот процес мора да ги вклучи и овие министерства. Рече колегата Таравари дека затварањето на угостителските објекти ќе биде лошо финансиски одразено на состојбата на граѓаните, и тоа е точно. Значи, здравјето не е само отсуство на болест, здравјето подразбира и психичка
и социјална благосостојба. Значи морате да ги обезбедите сите три аспекти за да имате целосно јавно здравје. Добро. Ова што го кажавте во однос на стабилноста на здравствениот систем, и министрот Филипче вели дека капацитетите се при крај, тој затоа апелира цело време на граѓаните. Денеска вели дека се уште може да се абсорбираат пациенти, но дел од менаџерите, особено од внатрешноста, но и од Скопје, алармираат дека границата е многу близко. Да го видиме денешниот прилог на колешката Ивана Стојкова и ќе продолжиме со емисијата. Ке има ли место во државните болници за сите пациенти со ковид на кои што ќе им треба лекување? Болничките капацитети се полна, дел од медицинскиот кадар си оди во приватните установи, другиот дел се на работ на силите. Министерот за здравство тврди дека и покрај ваквите состојби, системот е подготвен за новиот наплив на пациенти. Ние тврдиме дека можеме апсолутно сите пациенти во целокупниот период кој што е пред нас да ги изменаџираме со третман во јавноздравствените установи. Имаме конкретен план не само за скопските оделенија и за сите други болнички оделенија инфективни во државата. Жал ми е што каснеше заради блокада на законот за заем. Конечно вчера помина, ќе почне со реализација проектот на Светска банка, но и без тие модуларни инфективни оделенија 16, кои што значено ќе олеснеа работата. Сепак имаме план во сега постојните болнички капацитети. Дел од директорите на болниците во внатрешноста на земјава предупредуваат дека со постојниот персонал веќе не може да се одговори на потребите. Состојбата, велат, е алармантна, нема ниту простор, ниту кадар, а доколку продолжат ваквите трендови, вела дека ќе мора да се бараат нови решенија. Состојбата во Струмичката болница моментално е алармантна. Немаме простор за нови хоспитализации и немаме доктори кои што ќе покријат работата за пациентите. Ако продолжат ваквите состојби, ќе мора да бараме решение, да отвараме простор, ама ќе биде потребен и персонал кој ќе работи со пациентите. За сега се држиме, ама не знам до кога ќе биде, как ќе биде тоа. Ако се зголеми бројот, а верувам дека сега и со другиот вирус, тоа е сезонскиот вирус, ќе имаме проблеми. Министерот вели дека во моментов нема потреба од дополнителни рестрикции, освен веќе предложените да се носи маска на отворено и да се забрани групирањето надвор и внатре во домовите. Но за да стапат на сила овие мерки, прво мора да се направат законски измени. Од текот на денешниот ден имаме уште некои консултации како ќе се спроведе тоа, за да за кратко време практично имаме оваа промена и одлука на сила. А бројот на новозаболени и починати продолжува да расте. Последниот неделен извештај на Институтот за јавно здравје покажува дека бројот на новодијагностицирани во споредба со претходната недела е зголемен за дури 86%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје. Највисока неделна инциденца е регистрирана во Гевгелија, а најголем дел од новозаразените се на возраст од 30 до 39 години. Да, се враќаме во студиото. Господа, кога зборуваме за последиците од пандемијата, се разбира дека ова има многу последици, се ефектуира врз многу општествени процеси, врз економија, врз здравје и врз социјала, но сепак она што е најимпактно кога зборуваме за пандемија се човечките животи. Јасно е дека тоа е оној краен исход за кој сите се бориме, нели, да остане што е многу што е повеќе попозитивен. И вие сами откажавте, господине Таравари, во однос на смртноста, ги имаме бројките, она некоја референтна бројка на 1 милион што се рачуна. И еве, на пример, Србија има 88 случаи на 1 милион. 110. Да. Иако Србија, ајде, би ја земале со резерва малку, бидејќи самите признаат Грција дека криеле. 44, Бугарија е 130, Албанија 149, Косово 357, Македонија 383, Да. Босна 283, Да. Хрватска 44, 80, да. Хрватска 82, да, точно. Значи, јасно е дека нашата смртност е многу повисока, а интересно е кога ги гледате глобалните бројки, Македонија на 21 место во светот по смртност. Да. Иако сега има тамо државички како Сан Марино, како Лихтенштајн, кои се мали, но сепак тоа е многу висока црна позиција. Господине Таравари, имаме ли некое објаснување? Еднаш вашиот исто така колега Бујар Османи го потегна тоа прашање јавно, рече треба да се преиспитаат протоколите како
како се лекуваат овие Нема пациенти. протоколи, нема, треба да објасниме дека нема протокол. Но- Официјален протокол не, ја колку што знам од инфективна клиника, тие работат по лично искуство. Официјален протокол подготвен од Комисијата за заразни болести, како да се третира во секој стадиум или во секоја ситуација одреден пациент, нема. За волја Ако на им- вистината постои еден протокол кој што изработен. Јас не знам дека има официјален. Мислам од професорот дека Миленковиќ е изработен протокол, истиот е ставен на официјалната страна на Министерството за здравство. Тој протокол е малку постар протокол и денеска се потруди да пронајдам протоколи кои што се малку понови, поапдейтирани. Во тој протокол се уште стои лекувањето со респиратори, односно со вентилаторна поддршка и начинот на кој што треба да се третираат оние пациенти кои што имаат акутен респираторен дистрес синдром. Искуствата кои што се ставени во тој протокол се прилично стари искуства и се апсолутно неприменливи, посебно поради тоа што знаеме дека на инфективната клиника веќе подолго време не се користат и респиратори веќе како повеќе систем за месеци. поддршка на оние пациенти кои што се критично болни. Така да можеби тој протокол кој што не е официјален, пошто знаете како во легислативата донесена од министерот за здравство стојат упатства и протоколи, тоа го знае колегата Таравари, за лекување од секоја област, од областа на неврологијата, инфектологијата, За сите пулмологијата и болести. така натаму. И имате конкретно болест, како се поставува дијагностицирање, третирање и рехабилитација на таа болест. Конкретно за COVID не постои упатство донесено од министерот кое што е ставено во листата на болести од областа на инфектологијата за начинот како треба да се третираат пациентите. Можеби тоа е Значи, сакаше колегата Таравари. значи може да се третира еден пациент со COVID, со корона 2 вирус, во Тетово, во Скопје, во Штип, во Струмица, во На различен Гостивар, начин. на различен начин, никој не одговара. Да се вратиме зошто Да. смртноста кај нас е толку Прашањето во е однос зошто, на да. околните држави. Оти горе-долу, овој менталитет е Албанија, Косово, Господине Таравари, Бугарија, во однос на Србија. светот слободно може да Апсолутно. поставиме прашање. Да. Значи, видете, Македонија е раритет. Зошто? Ако направите, земете анкети, секој втор во Македонија не верува дека постои вирусот. Ние сме 7 месеци во пандемија, цел свет се бори, па и државата се бори, и секој втор во Македонија има предрасуди и не верува дека постои тој вирус. Зошто е тој проблем? Значи, јас сваќам, првиот месец може би и не бевме подготвени, вториот, третиот. Меѓутоа, се уште ние немаме организирана кампања како влада, како Министерство за здравство, за да ги едуцираме, за да ги тргнеме предрасудите. Знаете кој има предрасуди? Човек кој што не е информиран. Човек кој што нема основни информации за одредена работа има предрасуди за тоа. Ние се уште немаме за жал кампања за да ги убедиме луѓето дека постои вирусот, да дадеме основни знаења како да се внимава, како да се пази. И тоа е огромен хендикеп и од почетокот и се до денеска се случува истото. И знаете што, повеќето луѓе веќе не сакаат ни да се хоспитализираат и ако има температура, бидејќи постојат тие предрасуди, ако оди во болница, значи ќе заврши летално најверојатно и тој не сака да оди во болница, па повеќето пациенти, по моји информации, некаде околу 80%, повеќе од 3/4 од пациентите одат, значи во терминална фаза на болеста, односно кога се најтешки клиничките симптоми кај пациентот. И нормално, ако оди во таа фаза, повеќето од тие пациенти за жал завршуваат со смрт. Тоа го кажува и министрот Филипче, но господине Таравари, тоа е наша специфика, тоа е само кај нас така, дали е тоа само кај нас така? Сега, бидејќи ја споредуваме смртноста. Значи, јас за среќа, ги следам редовно и во Албанија, и во Косово, и во Србија што се случува, не велам во другите држави, меѓутоа овие три соседни држави нон-стоп ги следам што се случува. Значи, од почетокот беа многу поорганизирани, посебно Албанија и Србија негираше на почетокот, меѓутоа после тоа се организира и тие имаа избори исто како нас, оти некои викаат поради изборите, мада изборите влијае, меѓутоа и Србија имаше една недела или 2 недели пред нас имаше избори, исто така таму се одржа. Меѓутоа има кампања која што беше сеопфатна, која што беше многу подобро организирана. Кај нас, велам, немаше организирана кампања. Воопшто немаше, освен стравка и луѓето, освен пиарот што го правеше министерот за здравство, секојдневно јавување и нормално.
во почеток беа бројките добри, добро котираше тој, добро добиваше од тоа дека нема бројки, внимаваме, пазиме. Меѓутоа сега се враќа бумеранг, тој огромен пиар што го правеше, сега не да го нема секој ден, туку еднаш неделно или еднаш на 2 недели не го гледаме на телевизија, бидејќи сега бројките се застрашувачки, а има и огромен револт во кај граѓаните. Доктор Мехмедовиќ, ако ние сега немаме протоколи за лекување на COVID-19, значи национален протокол кој би се спроведувал секаде, што е со терапиите што се даваат? Што е со лековите? Мислите ли дека ги следиме светските искуства, не би кажал трендови, бидејќи ова е нова работа, се учи од ден на ден, но вие подобро од мене знаете, излегуваат цело време тие научни студии, трудови во медицинските списанија, искуствата на колегите, лековите нови, кој помага, кој не помага, знаете подобро од мене. Го следиме ли барем тоа? Бидејќи знаете кога ги прашуваме нашите експерти за тоа со што се лекуваат пациентите, одговараат некако повеќе генерално отколку специфично. Им даваме тоа што треба, им ги даваме најдобрите лекови, знаеме ние и така натаму. Каков впечаток имате вие во поглед на ова? Во основа, кога ќе ви одговорат генерално, тоа е одлика на начинот на кој што се користи и терапијата, затоа што терапијата е генерално за симптомите кои што ги пројавуваат пациентите во моментот. Така да лековите кои што се користат во светот се различни, не можете да ги споредите лековите кои што се користат. Ева, на пример, земете го случајот со американскиот претседател и неговото лекување во изминатава недела, кое што беше сензационално, траеше 3 дена, меѓутоа, ако пробарате по интернет колку реално чини едно такво сериозно лекување, ќе видите дека тоа кошта навистина една исклучителна сума која што никој не може практично ни да ја процени. Денеска беше објавено од министерот за здравство дека ремдесивир, оној кој што е лек препорачан и кој што меѓу другото го прими американскиот претседател, ќе го добиеме во склоп на некоја колективна јавна набавка која што ќе ја организира Европската заедница, што е добра вест затоа што тие посовремени лекови кои што до сега беа достапни само на земјите кои што успеа да ги откупат тие големи количини и залихи на соодветниот лек, беа резервирани само за нив. Доаѓањето тука во нашата земја ќе значи унапредување на клиничкиот третман на сликата. Меѓутоа, повторно она што го збориме, мора да постојат точно определени упатства согласно она што ни е на располагање. Доколку ние го немаме ремдесивирот кој што ни е лек, кој што мора да се употребува или кој што треба да се употребува во одреден протокол, нормално дека ќе го исфрлите од тој протокол и мора да го замените со некој друг лек. Меѓутоа, протоколот е важен и за пациентите и за лекарите да бидат заштитени, пациентите да бидат заштитено нивното здравје, а лекарите да бидат заштитено нивното право дека исправно ги лечат своите пациенти. Тоа е нешто што е неопходно да се направи. Значи, тие протоколи мора на некој начин да се донесат. Тие беа донесени во Србија и беа објавени. Имавме можност да ги видиме. Не се работи за нешто што е и во Албанија, и во Косово, и во Хрватска. Не е нешто што е сензационално, што е тешко да се направи. Тоа согласно последните научни достигнувања кои што можеме да ги читаме во светските журнали, може да се направи сосема соодветен протокол кој што е соодветен на лекувањето како што е во Србија, како што е во Хрватска, како што е во Албанија, и да имаме еден таков протокол кој што ќе го користиме во наредниот период. Да, добро, правиме кратка пауза за реклами, останете со нас, се враќаме со уште поинтересен дел од разговорот.